Паника кај граѓаните. Опасната бактерија антракс се појавила кај домашно животно во Западна Македонија. Случајот дека на ветеринарниот факултет бил донесен примерок од угината овца заразена со оваа бактерија го обелодени опозицијата. Од ВМРО ДПМН прашуваат дали е точно дека на факултетот се испитува присуство на антракс кај угинатата овца и зошто надлежните со недели молчат за овој случај. Дополнително власта мора да одговори зошто околу 30 вработени на факултетот за ветеринарна медицина ја посетили инфективната клиника во Скопје и се моментално по терапија. Дали истите се заразиле од опасната болест и дали е спречено незиното ширење доколку ја има. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство и министерот Димковски мора да одговорат дали се преземени сите законски мерки за спречување на ширење на оваа заразна болест и дали жителите од заразеното подрачје се посетени од страна стручни лица од Центарот за јавно здравство. Од Министерството за здравство потврдија, бактеријата била детектирана кај едно домашно животно, но велат ниту еден вработен во ветеринарниот факултет не бил заразен со болеста. Сите ветеринари кои биле во контакт со примерокот превентивно примиле по една доза профилакса, велат од Министерството. Министерството за здравство информира дека нема заболени граѓани од антракс во нашата држава. Ситуацијата внимателно се следи и се постапува високостручно по најсовремени светски протоколи. Преземени се сите потребни мерки за превенција со профилакса од антракс. Инаку антраксот е сериозно бактериско заболување кое ја напаѓа стоката, а кај луѓето може да се пренесе преку директен контакт со заразените животни. Најчесто антраксната бактерија навлегува во телото преку рана на кожата. Исто така човекот може да се зарази преку консумирање на контаминирано месо или со вдишување, а симптомите може да варираат од кожни рани па се до гадење, повраќање и системски шок.